station. Radio Pela. Prašuvaj ko je koj, nasmevni se drugar moj, obeti gost rabo tvoj. Ne taguvaj, imaj nadež bidi svoj. Ja se molam drugar moj, za site luge, za rodo svoj. Angel Božji da gi vodi, duša radost da im brodi. Jasno sonce što se žari, srce ljubav da im dari. Ja se molam drugar moj, za site luge, za rodo svoj. Angel Božji da gi vodi, duša radost da im brodi. Zlatno sonce što se žari, srce ljubav da im dari. Tovar svoj, iskra nadež, želbi roj. Žive život drugar moj, gorci čovek vidi svoj. Nasmevni se, imaj nadež bidi svoj. Ja se molam drugar moj, za site luge, za rodo svoj. Angel Božji da gi vodi, duša radost da im brodi. Jasno sonce što se žari, srce ljubav da im dari. Ja se molam drugar moj, za site luge, za rodo svoj. Angel Božji da gi vodi, duša radost da im brodi. Zlatno sonce što se žari, srce ljubav da im dari. Site luge, za rodo svoj. Angel Božji da gi vodi, duša radost da im brodi. Jasno sonce što se žari, srce ljubav da im dari. Ja se molam drugar moj, za site luge, za rodo svoj. Angel Božji da gi vodi, duša radost da im brodi. Zlatno sonce što se žari, srce ljubav da im dari. Let's go. This is your radio. Your station. Radio Pela.
Еве, непочитувани радиослушатели и оние кои што не гледаат на Facebook, на нашиот Facebook профил, како што и најавивме, денеска разговараме, односно се посветуваме на македонската музика, се посветуваме на музичката кариера на прекрасна прилепска личност која што редовно каде и да се појави, навистина прави супер расположение, не затоа што си е наш прилепчанец, затоа што знае и уме како да го направи тоа. И верувајте, неговата 40 годишна кариера си го прави своето, искуството секогаш во секоја работа е на прво место. Мене ми е мило што во нашето студио тука ни е гостин Трајче Каралиовски. На почетокот видовте еден мал сегмент од неговата музичка кариера, но се разбира кариера која што остава белек и трак на македонската фолк естрада. Јас му посекувам срдечно добре дојде на Трајче и верувам дека ќе се помине убаво за време на овој разговор. Добре ве најдов. Пријатно е да се биди со вас. Пријатно да се биди во радиото што се гледа, Радио Пела, најслушаното радио. И секако пријатни последлигденски денови. Денеска прочитав некаде дека е најсреќен ден. Се надевам дека и сите наредни денови ќе ни бидат среќни во оваа 2023 година. Така е. Секој ден си среќен и секој ден е убав кога човек се занимава со една професија што се нарекува музика, музичка кариера. Трајче, реков, 40 години се зад тебе, многу песни, многу дружења, многу настапи, многу свирки, свадби, крштевки и сето тоа кога ќе се комплетира вака. Кои се впечатоците? Прекрасно е да се занимаваш со музика. Музиката дава стимул, ти дава сила да ги пребродиш сите препреки во животот. Секогаш да гледаш позитивно на работите, колку да е тешко, сепак останува музиката. Па ние сме познати како македонци дека сме преживеале многу тешки векови, но секогаш не одржала песната, секогаш не одржала мислата за подобро утре, а кој ако не песната? Така, од каде се црпи енергијата, од каде се црпат сите тие предизвици да се направи, да се компонира песна, да се излезе на сцената, да се представи таа композиција? Ќе споменам дека последно што е од твојот музички репертоар е една композиција која што пред да започне вака официјално разговорот ми кажа дека многу Трајче се потрудил да ја скоцка, да ја направи таа композиција, посветена на едно време минато, посветена на една личност, Методија Пачев. Беше гордост и чест да се работи на таа тема на војводата, на Охридскиот војвода Методија Пачев и неговата чета, која што делувала 1902 и наназад година, која што од тоа време го припремала македонскиот народ да се крени на востание, каде што ги посетувале сите градови, сите села и фактички биле продолжена рака на нашиот идеолог на Гоце Делчев. Тоа е вистински настан, кој што се случува на самиот ден Благоец, 1902 година, во село Кадино, каде што обавувајќи таа мисија, контакти со селаните, да им се објасни светата мисија за ослободување на Македонија, дека македонците мора сами да се погрижат тоа да го направат. Во една таква мисија тој е предаден од лошите луѓе и обколени се во кулата, каде што се води 24 часовна борба, фактички од 12 часот едниот ден до 12 часот другиот ден, каде што најпред биле 8 комити, вечерта под обсадата и под куршумите успева најмладиот да го пуштат, а останатите се борат до последен куршум, ги потрошуваат куршумите и славно загинуваат, исполнувајќи ја заклетвата. Значи, вика зборовите на Методија Пачев се: држте се момчиња, клетва сме си дале, живи на душманот, да не се даваме. И уште би додал, вика, живот си дадоа,
клетва исполнија, клетва за слобода за Македонија. Добро, Трајче, затоа што вака започнавме со овој дел, со најновото твое музичко дело, ќе чуеме дел од оваа песна, потоа се враќаме повторно во студиото. Значи, го слушаме Трајче Каралиевски со Методија Пачев, да видиме за што станува збор во таа композиција. Слушаме дел од таа композиција и се враќаме со разговорот. Radio Pela. Така, слушавме, односно во позадина се слуша новата композиција на Трајче Каралиевски. Инаку ќе кажам дека ова песна жалосно е да не пројде, а да нема видеозапис, и верувам дека ќе има видеозапис. Трајче со кого се соработуваше за да се направи ова композиција и нормално кои се оние кои што се околу тебе, кои што се твои соработници? Последниве година и пол соработувам со професорот Мендо Ташковски, кој што има и музичко студио. Мендо Ташковски, инаку е дипломиран професор по народни инструменти, кој што ја познава македонската народна музика, дише во стилот на народното, фолклорот, народното творештво. Со него соработуваме, тука се најдовме и двајцата. Па до сега имаме возобновено неколку народни песни, но мора да бидат автентични, да биде она што е македонско и да ги мотивираме младите генерации и тие да ја продолжат традицијата, да го негуваат народниот фолклор. Ајде да им кажеме на нашите гледачи, односно слушатели, кои се композиции ги има испеено Трајче Каралиевски, дел од неговиот музички репертоар. Еве, да започнеме овие неколку години кога траеше и пандемијата, на кои се композиции беше посветен? Значи, кога траеше пандемијата, сите малку абстиниравме, меѓутоа, после поминувањето на пандемијата, неколку композиции до сега има. Молитва, која што е текстот мој, музиката на Мендо Ташковски и аранжманот. Каква мома видов, тоа е народна песна, обработка, текстот адаптација мој, аранжманот е на Менде Ташковски. Кога прошетала мома Катерина и Совка на татко, тоа се препев на стари македонски песни од Беломорскиот крај, кои ми се посебно драги. Понатаму, Мија Грабиле мома Катерина, струмичка народна песна. Песно моја, авторска песна на Менде Ташковски. Методи Пачев, мој текст, музика моја, аранжман на Менде Ташковски. Исто така можам да се пофалам од поранешното мое творење со песната Свадба вранешничка, каде тука ја со мојата поранешна група Пелагоневски мерак, која што е снимена во студиото на Славко Ристевски, каде сум и таму комплетен автор и на текстот и на музиката. Инаку ми помогна врвни музиканти, музичари од Прилеп, Мендо Ташковски, незаменлив, понатаму Тоде Илиовски,
Кири Ивановски, Димитар Настевски и секако тука ќе го спомени Димитар Джагадуровски. Отворен сум за соработка со сите оние кои што ја познаваат и кои што ја љубат музиката и секако каде што ќе се најдеме во некој заеднички проект. Така, рековте дека во текот на вашата кариера или сега кога ги создавате музичките композиции, сакате да ги мотивирате и младите, се со цел да се зачува македонскиот фолклор, македонската музика, да се зачуваат македонските рефрени, да се обноват, да се создават нови композиции, се со цел да не се заборави историјата, традицијата на Македонија. Па со гордост ќе кажам дека имам спој на две професии, едната е педагошка, наставник сум, каде што имам прилика да се дружам со млади генерации. Од нив ја црпам сета енергија, инспирација и се трудам секогаш да им го преносам она што е народно творештво, да ја преносам македонската традиција, култура, да си ја почитуваат и секако да творат нормално во едни современи услови. Не мора да е таа народна, нека биде нека биде нешто што е трендовско, ама нека биде македонско. Значи, да не се ограничиме на жанрови, да речиме строго народна, може да биде поп, рок, може да биде она што се бара денешницата, меѓутоа мотивацијата да биде народниот македонски фолклор. И вие знаете дека денеска има доста такви групи кои што со гордост можеме да ги спомнеме, кои што работат, творат во Македонија. Така, ако прашам кои песни најмногу се бараат на веселбите, на настапите каде што настапува Трајче, тогаш кои би ги одделил? Јас претежно настапувам на фамилиарни веселби, тоа се свадби, крштевки, матурски, прослави, роденденски, прослави по повод празници и така натаму. Нормално дека јас сум заден со македонската музика и 75% тоа им го презентирам на луѓето кои што сакаат да ме слушаат, но секогаш сум придружуван со врвни музичари кои што имаат музика, значи, од сите жанрови. Да видиме тука начисто, инаку и мојот музички профил се вика Феникс, Трајче и пријателите. А моите пријатели се сигурно врвни музичари и пред се луѓе со кои што соработувам. Значи, сите оние веселби кои што ги реализирате, таму се слуша македонската музика. Да, основа е македонската музика. Так. Сега, спомнавте некои композиции кои што во последно време ги направивте. Една од нив е композицијата Совка на татко. Да. Твоја авторска песна, некоја приказна, може би за Совка на татко. Знаете како, сето се врти околу народното творештво. Јас фигуративно копам по народното творештво и мене Совка на татко ме заинтересира, бидејќи ден денеска живее таа песна во Беломорскиот, во егерскиот дел од Македонија, каде што нема забава, каде што нема дружење на тие луѓе, на егејците, македонците, да не се заигра тоа оро. Совка на татко и автентично е. И тоа ми беше предизвик, инаку таа песна е над 150 години стара, да ја малку да ја модернизирам и успеавме, мислам, со Менде Ташковски и дека е една од најслушаните песни. Исто така и со моите ученици успеавме и да изиграме и стварно е празник за очи. Одлично, токму заради тоа во продолжение заедно сите ја слушаме и гледаме Совка на татко во изведба на Трајче Каралиовски.
tatko, pograda gumenđa. Stanike ojme, sofke na tatko, pograda gumenđa. Aman, aman, Bela Sofio, pograda gumenđa. Aman, aman, Bela Sofio, pograda gumenđa. Tatko, kae kim džijata. Tamuke ojme, sofke na tatko, kae kim džijata. Aman, aman, Bela Sofio, kae kim džijata. Aman, aman, Bela Sofio, kae kim džijata. I kaže sofke na tatko, što ti je bolkata. Tvoj dan i kaže sofke na tatko, što ti je bolkata. Aman, aman, Bela Sofio, što ti je bolkata. Aman, aman, Bela Sofio, što ti je bolkata. Kaži, bre kim džio, što je bolkata. Kaži, bre kim džio, što je bolkata. Aman, aman, bre kim džio, što je bolkata. Aman, aman, bre kim džio, što je bolkata. Sofkinata bolka, tatkona sofka, rožba je na srce.
Совкината болка, татко на совка, рожба е на срце. Аман, аман, татко на совка, рожба е на срце. Аман, аман, татко на совка, рожба е на срце. Тука сме назад повторно во студиото на Радио Пела, директно од центарот на Пелагонија, од центарот на Прилеп. Разговараме за музиката, за нашата, за македонската, за македонскиот фолклор, за негувањето на традицијата и секако слушнавме една прекрасна композиција која што се вика Совка на тато. Со Трајче си разговараме и продолжуваме на во ист ритам, со тоа што јас го прашувам што ќе биде следно, на што ќе се посветите. Верувам дека покрај ваквите музички композиции може да излезе една прекрасна македонска романса, не знам, песна која што е посветена на некоја љубовна тематика, да речеме. Да, предизвик е да се твори. Нормално дека следува во овој нареден период од љубовна тематика, нели, современа песна со современ ритам, која што би била прифатена од сите, најповеќе од младите. Следува исто така видеозаписи, спотови, значи, за песните, заради поголема промоција, и следуваат многу живи свирки, дружење со нашиот македонскиот народ. Кажавме по разни поводи. Верувам дека сте биле на различни места, сте посетиле многу места како во Македонија, така и надвор од Македонија. Има нешто на што може да се сеќавате, што ви останало впечаток, еве да речеме, некоја огромна прослава на која што вие сте учествувале, сте ги пееле македонските песни и заедно сте влегле во душата на македонскиот народ, затоа што пеачите знаат да влезат меѓу народот и така да ги доживуваат прекрасните моменти. Па сепак би издвоила, да речем, во едно кичевско село, центарот на Кичевијата, Вранештица. И таму не слушаат, поздрав до сите кои што не слушаат. Грнчарско село, меѓутоа и многу луѓе од Вранештица се распрснати по светот, а срцето и душата им се во Македонија. Па за денот Илинден, таму имам настапувано, барем едно 4-5 пати, пред 10.000, 20.000 луѓе. Еве, поздрав до нив, поздрав до сите македонски, секаде во диаспората. Да си го поздраваме и син ми и семејството во Америка, во Австралија. Добро, ова видео ќе биде споделено на социјалните мрежи, верувам дека ќе видат сите кои што не слушаат. Убаво е вака го привршуваме нашиот разговор со овие ваши поздрави до сите кои што не слушаат. Верувам дека ќе продолжите онака како што сте граделе темелно чекор по чекор вашата музичка кариера, ќе продолжите се додека ве држи гласот, се додека ве бараат македонците каде и да се, и се додека правите прекрасни композиции кои што ќе се слушаат вака во македонските радија, во нашето радио и насекаде. Добро завршена работа, дава стимул за уште подобро планирана и реализирана и подобро творење во иднина. Се надевам дека со моите соработници ќе продолжиме со исто темпо, може би исто поголемо темпо, да сме здрави и живи, да се гледаме за убаво и да се слушаме за убаво. Така. Да си ја слушаме така. Македонската музика, дали е забавна, дали е народна. Знаете, имаме врвни светски луѓе кои што ја презентираат, да ги мотивираме младите да го прават истото. И ете еден мој апел до сите музичари кои што моментално свират во Прилеп. Јас ги разбирам нив, светската музика, секогаш трендовската музика, комшивската, меѓутоа сепак да ја стават на прво место македонската музика. Тоа е моја порака и моја приметба. Мислам дека не им мислам лошо на никого, напротив, им посакувам се најдобро.
Така, Трајче ти благодарам за твоето одвоено време да бидеш дел од нашата програма. Верувам дека си помине убаво овој половина час се разбира посветен на музиката, на вашата кариера и на вашите композиции. За крај ќе слушнеме уште една композиција која што верувам ја знаат сите оние кои што си ја негуваат и сакаат македонската песна. Каква мома видов мамо. Уште едно твое музичко дело кое што е направено пред некоја година. Точно пред 2 години. Така. Ви благодарам на поканата. Беше чест да бидам дел од вашата емисија. Поздрав до слушателите, па еве и до гледачите на радиото што се гледа Радио Пела. Бидете расположени, работете си ја работата која што ви исполнува и слушајте Радио Пела. Така е, слушаме Радио Пела, благодарно за Трајче, ние продолжуваме понатаму, го гледаме и слушаме Трајче Каралиовски со Каква мома видов мамо, ви останете на истата бранова должина 96,8 FM или ако сакате гледајте на Facebook до 13 часот, ова е радио што се гледа директно од центарот на Пелагонија. Каква мома видов долу во градина, мамо, долу во градина, долу во градина, мамо, долу во градина. Во бело фустанче, како бел трен да пил, мамо, како бел трен да пил, како бел трен да пил, мамо, како бел трен да пил. Побарај, дал ке ти ја дадат, мамо, дал ке ти ја дадат, дал ке ти ја дадат, мамо, дал ке ти ја дадат. Мамо, ако ти ја дадат, побргу се врати, мамо, да ме израдуваш. Побргу се врати, мамо, да ме израдуваш. Ако не ја дадат, ме ана ке ода, мамо, тага да разбијам. Ме ана ке ода, мамо, тага да разбијам. Let's go. This is your radio.